Почитувани, гостин во мија интервју е заменик министерот за надворешни работи и надворешна трговија Зоран Димитровски. Господине Димитровски, добре дојдовте во студиото на мија. Добре најдов, ви благодарам на поканата. Најнапред да почнеме со пораките што беа испратени на самитот ЕУ Западен Балкан во Тиват. Како што кажа премиерот, од средбите со францускиот председател Макрон и германскиот канцелар Мерц, добил силен поттик државата да продолжи во делот на реформите, според методот на заслуга, не според основа на билатерални прашања. Тој кажа и дека повтори, односно дека без гаранции за уставните измени, дека нема да ги поддржи. Речи дека најшол на разбирање за оваа тема од Макрон и Мерц и најави во исто време дека ќе се интензивираат разговорите на оваа тема. Дали може да очекуваме некаков пробив и дали тоа може да биде во вид на гаранции? Вака, значи прво овој најновиот план, односно така наречен non-paper на Макрон и Мерц, на председателот на Франција, на премиерот, канцеларот на Германија, навистина е силен потик во контекст на проширувањето. После долго време Европската унија знаеме дека од 2013 година нема примено нова земја членка и проширувањето беше некако ставено на фактички на заден колосек, ако можам така да се изразам. Познато е дека поради геополитички причини, поради војната во Украина пред се интензивира разговорите во Европската унија за наоѓање некаков модел или модус, ако можам така да кажам, за побрзо интегрирање на кандидатите за членство во Европската унија. Пред се фокусот велам беше на Украина и Молдавија, но некако и Западен Балкан дојде во фокусот од причини што Европската унија има потреба пред се од геополитички аспект да се наметне како глобален играч и без заокружување на континентот, пред се од безбедносен аспект, тоа не може да го направи во контекст на геополитичкиот надпревар пред се со Кина, Соединетите Американски држави. Видовме дека Украина е на некој начин издвоена во овие најнови предлози, затоа што за неа Мерц говореше за некаков тип на асоцијативно членство, евентуално да се испитаат тие можности, а Западен Балкан да добие една паралелна шанса покрај овој така наречен систем на заслуги кој што треба да не доведе до евентуално до полноправно членство, направена една паралелна патека, ако можам така да се изразам, според која земјите ќе напредуваат многу побрзо пред се во делот на заедничкиот пазар, она што треба се, и тука мислам таргет се граѓаните пред се на овие земји, не политичките елити, туку граѓаните, затоа што идејата е да се олесни нели животот на граѓаните. И вториот дел учество на состаноците во Европската унија, во Европскиот совет и други институции кои што ќе го приближат овој регион кон Европа. Но мораме да бидеме начисто дека за учество во заедничкиот пазар таму се говори дека земјата треба да има затворено 5 кластери. Првите 5 кластери. Тоа значи дека вие треба да ги почнете преговорите, да преговарате и да стигнете до ниво да ги затворите 5 кластери па да учествувате во заедничкиот пазар. Или не знам, за други некои прашања можете да бидете поскоро вклучени во смисла на следење на состаноците на Европскиот совет и така натаму. Нашата држава, Република Македонија, го има клучниот проблем да ги отпочне преговорите. И тој проблем е билатерален, наметнат, иако од страна на нашиот источен сосед Софија постојано се вели дека ние имаме работа со Европската унија, а не со Софија. Факт е дека нашата претходна влада прифати нешто што не смееше да прифати, вклучување на идентитетски, историски, билатерални прашања во преговарачката рамка, и сега е повеќе од јасно, и според изјавите на господинот Радев во Тиват и претходни што ги даваше,
според средбите на нашиот министер за надворешни работи со неговата колешка, дека тие ќе инсистираат на сите прашања кои што се во преговарачката рамка и оние што се во протоколите. На завршување на сите историски теми во историската комисија, без оглед што денеска постојат различни толкувања, од бугарска страна ќе се користи правото на вето во секоја инстанца. Сега, ако имаме предвид начинот на водење на преговорите, дека вие за да отворите, сега се зборува дека во овој паралелен систем, на некој начин ќе биде овозможено полесно да се отвараат кластерите и преговарачките поглавја, за да нема блокада од земјите членки. Доколку се создаде механизам во Европската унија, во Европската комисија, а мислам дека тоа се намерите и на германската страна и на француската страна, да се создаде механизам да не бидат можни блокади по билатерални прашања кои се од идентитетски пред се карактер, историски карактер, нешто што нема врска со копенхагенските критериуми. Ако се создаде, охрабрувањето би одело во оваа насока. Ако се создаде таков механизам, тоа навистина ќе ни помогне да затвараме, да ги отвориме и да ги затвораме натаму поглавијата, да ни даде некакво охрабрување нам да влеземе во авантурата на уставни измени, затоа што јасно е дека не можеме да влеземе во авантура на уставни измени ако од другата страна се сочуваме со вето. Велиме дека не сакаме да имаме неизвестност. Напротив, јас мислам дека ние имаме известност дека ќе имаме вето. И многу често се користи од другата страна на опозицијата наша, дека да, па што ако имаме вето, ние тогаш можеме да се откажеме. Не? Во смисла дека да ги усвоиме уставните измени, а потоа ако добиеме вето од Бугарија, едноставно да се откажеме од преговорите. Меѓутоа, проблемот е сосема поинаков. Ние за прв пат имаме влада која што се грижи за националните интереси и доколку направиме уставни измени без било какви уверувања дека нема да натаму да имаме билатерални пречки, тогаш граѓаните ќе се не само што ќе се разочараат, туку ќе јаускратат поддршката на оваа влада и можна е политичка разврска во која ќе дојдат повторно на власт ДУИ и СДСМ или некои нивни поддржувачи, кои доколку утре ние знаеме каква е нивната политика, не само што нема да се откажат од уставни измени, туку напротив, ќе ги едноставно ќе ги аплицират, ќе ги применат сите наметнати барања од Софија. Знаеме како се колнеа во срцето, во жицата, дека нема да отстапат од националните интереси, а потоа изјавува дека сме исти или сошт народ со Бугарија, изјавува дека Гоце Делчев бил бугарин, значи највисоки представници на власта од Македонија, и од тие причини не можеме да ја веруваме на опозицијата и не смееме да влеземе во авантурата да направиме уставни измени без уверувања дека нема да биде пречка натаму историските прашања и идентитетските прашања со Бугарија. Во контекст на ова што го кажавте, блокирањето на акцискиот план за малцинства од страна на Бугарија, како и тоа што е против земјава да стане дел од иницијативата Трите мориња, тоа значи дали додека не се донесат уставните измени, може и други блокади да очекуваме? Јас лично бев инволвиран како заменик министер за надворешни работи за нашата апликација во иницијативата Трите мориња, која е чисто економска иницијатива, е за поврзување на фактички Балтикот со Јадранско море и со Црно море. Тоа е една иницијатива која ја поддржуваат Соединетите Американски држави. На нивно барање и на нивна иницијатива, затоа што ние во минатото сме се обидувале да аплицираме и сме имале пречки пред се од нашиот источен сосед. Но сега, буквално на инсистирање и на Соединетите Американски држави, поднесете, сметаме дека овој пат може да станете дел од оваа иницијатива. Но добивме блокада од бугарска страна со образложение, имаше еден непопуларен нон-пейпер што ни го испратија, со образложение дека додека ние не ги прифатиме во парламентот уставните измени,
дека тие ќе се однесуваат на тој начин за секаква иницијатива и за секакво друго прашање кое што ќе дое на дневен ред. Без разлика што е надвор од ЕУ. Без разлика што нема врска со Европската унија. Напротив, таа иницијатива е многу важна затоа што ги поврзува коридорите. Пред се работи за коридорот 8, за коридорот 10 и така натаму, каде што еве заедно со бугарската страна ние сега нели треба да изградиме пруга. Но велам, тој однос од страна на Софија радикален, на некој начин неприфатлив. Слично е и за акцијскиот план за малцинствата. Нешто од што полза треба да имаат и оние што во Македонија се сметаат за бугари, затоа што тој акцијски план е дел фактички од преговарачкиот пакет и факт е дека тој треба да почне да се применува по уставните измени, но таму се предвидени значи антидискриминацијски мерки. Предвидени се мерки за едукација, предвидени се мерки против говорот на омраза на малцинствата, предвидени се мерки како да се однесуваат обвинителите, судиите во случаи на говор на омраза и така натаму. Тоа е документ кој што е составен со европски експерти, со експерти на Советот на Европа, сугерирани од Европската комисија и ние го работевме на вистина долго време. Го заокруживме тој документ и треба да го предадеме на Европската комисија. Консултирани беа сите представници на етничките заедници во Македонија, помалите, значи албанците се надвор од ова затоа што се над 20%, меѓу кои представници на Сдруженијата на бугарите. И што добивме од другата страна? Едноставно блокада, односно противење, не сакаме да разговараме. Значи таму немате конкретни забелешки. Конкретни забелешки, дел од тие конкретни забелешки што ги имаше во нивните први писма, имплементиравме. Така што тие немаат забелешки на самиот документ, туку имаат забелешки на тоа дека Македонија не ги донела уставните измени и нема што ние сега да разговараме за вакви документи. Значи имате една бланко блокада која што не придонесува натаму за унапредување на нашите добрососедски односи, затоа што сметаме дека тој акцијски план за малцинствата во голема мера ќе ги подобри фактички меѓу другото и правата на тие што се чувствуваат за бугари во Македонија. И дека тој предпоставува усвојување низ за мерки, низ законодавството и во праксата, кој што токму за нив ќе биде наменен. Не само за нив се разбира, тој не е правен за бугарите, правен е за сите етнички заедници во Македонија. Но еве и тие ќе имаат полза од тоа. И несватливо е зошто би биле против таков план, кој што е со печат на европски експерти. Да. Може ли малку да се навратиме на нон-пейперот, кој што предвидува постепена интеграција, како што кажавте претходно, на земите кандидати? Тој предлага повеќе мерки, меѓу кои што е и можноста за целосно учество во единствениот европски пазар, според моделот Европска економска област плюс, но условот за ова е да бидат затворени одредени поглавја. Како Македонија ќе има придобивки од овој план доколку влезе во сила, а да немаме отворено првиот кластер? Значи условот е, повторно велам, ние да ги отвориме преговорите. Познато е дека минатата влада говореше дека ги отворила преговорите, но преговорите не се отворени. За нив постои услов, а условот се уставните измени. Но не и доволен за завршување на тие преговори. Што е идејата и планот на Европската унија, односно пред се на моторните сили на Европската унија, Франција и Германија? Прво треба да кажем дека е многу важно тоа да се преточи во регулатива, односно низ бирократските институции во Брисел да добие соодветна имплементација. Според нашите разговори со нашите пријатели во Брисел и во земјите членки, не би требало да има пречки да стават другите земји членки, евентуално може да се додадат некои елементи во овој план, но бидејќи Франција и Германија се носители, дека и другите земји членки едноставно ќе се согласат, и особено затоа што не е потребно да се менуваат фундаменталните договори за ваков тип на интервенција. Познато е дека има некои земји што се така наречени фронтранери кои имаат предност во евроинтегрирањето, како што е Црна Гора. Веќе се пишува
Нели, веќе се пишува во Брисел пристапниот договор за Црна Гора, но веќе се поставува, уште веднаш се поставува прашањето дали Црна Гора, заедно евентуално со Исланд, кој што до година треба да направи референдум дали прифаќа повторно да биде член на Европската Унија, ќе може да добијат ратификација на тие договори со полноправно членство. Туку се размислува за идеи дали тоа членство на Црна Гора, евентуално утре на Исланд, да биде без право на вето. И тоа е едно од тие алтернативи за Европа, нели, во различни брзини, која што порано беше како модел, но особено за овие сите земји од Западен Балкан, меѓу кои и Македонија, бидејќи Украина ќе има поинаков третман. Добри, ние бевме пофалени во делот на реформите. Македонија пред се е пофалена во делот на 100% усогласено со надборешната и безбедносна политика на државата, поддршката на Украина, санкциите кон Русија, и тоа е многу важно во европските престолнини, пред се во Берлин и Париз и во Брисел, и тоа го ценат. Тоа е принципиелен однос. Вториот дел, каде што во реформите за последните 6 месеци навистина ние направивме многу во контекст на планот за раст, бидејќи тоа е поврзан директно со реформи во пред донесување на законодавство кое што ќе биде апликативно, меѓутоа и кое што ќе одговара, нели, на регулативата на Европската Унија, и ќе продолжиме во тој правец. Останува делот, се разбира, за имплементација на законодавството во делот на судските реформи. Ние направивме некои почетоци на судските реформи, тоа треба дополнително да даде резултати, но мислам дека на планот на реформите Македонија нема да заостанува за другите земји, напротив, во некои делови дури и предничи. Во контекст на заедничкиот пазар, јас повторно ќе нагласам, идејата на заедничкиот пазар, ако се сеќавате, Еди Рама, премиерот на Албанија и председателот на Србија напиша писмо уште пред неколку месеци, каде што токму од причините што им беше познато дека многу тешко Европа ќе одлучи да прифати, да прими земји членки од Западен Балкан, Украина и Молдова со полноправно членство, побараа пристап до европскиот пазар, Шенген, значи слободно патување, и евентуално користење на одредени кохезиони фондови во контекст на докаде ќе одат преговорите, па така да се отвараат кохезионите фондови. И многумина тогаш забележаа зошто Албанија тоа го прави, ако е веќе напредната, нели, се смета за еден од фронтранерите. Затоа што луѓето го антиципира овој однос што ќе го има Европа во еднина. Во францускиот парламент се потребни 3/5 за ратификација на членството на новите членки. Еве Црна Гора ќе дојде утре. И Исланд, да речеме, ако бидат едни од земјите кои што ќе имаат предност. Многу е тешко да обезбедите 3/5 во францускиот парламент или да помине тоа на референдум. Тоа се двете алтернативи. Затоа што француската десница знаеме дека расте. Во идниот период дури Макрон, нели, се соочува со тој веќе не може да биде избран еден нов мандат, но зборувам за политичка структура во Франција која што евентуално би дошла, секако нема да биде поволна, да има поволен фактички однос кон проширувањето. И видовте во минатото и анкети во Европската Унија. Во една Австрија која што е силен поддржувач на евроинтегрирањето, 30% од граѓаните, 30% се за интегрирање на овие земји членки од Западен Балкан. Тоа значи дека многу е непопуларно проширувањето, Европската Унија тоа го прави од геополитички причини и затоа изнаоѓа сега ваков тип на меѓурешенија кои што на одреден рок за 4 до 5 години, да речеме до 30 година ќе значат доколку земјите ги затворат овие преговарачки поглавја, интегрирање во заедничкиот пазар, а дури потоа евентуално на некаков рок кој што би бил неопределен, да ги испитаат прво како, нели, каква е нивната тежина, дали ги почитуваат стандардите европски, да можат да станат полноправни членки. Така што тоа со заедничкиот пазар е навистина добар морков, условно речено. Но и до тоа да се стигне, ние мораме да ни се обезбедат, не велам гаранции, туку механизам. А јас претпоставувам во таа насока се движат и германскиот и францускиот предлог, заедничкиот предлог, дека да постои механизам кој што ќе ги спречува
билатералните вета во контекст на прашања поврзани со интегрирањето, некако полноправна членка се разбира. На крајот останува ратификацијата во парламентите, но ратификацијата во парламентите е за полноправно членство. Ако ние поминуваме одредени фази и стигнеме, да речеме, до тоа да затвориме поглавја, нема да има потреба од ратификација во сите парламенти за да учествуваме на заедничкав пазар. Ке видиме, ова се уште намери и предпоставки, тоа треба да се операционализира во фактички во имплементацијата во бирократските структури на Европа, на Европската унија, но мислам дека постои сериозна шанса и потик да добиеме ветер во грбот и да ги почнеме преговорите со изглед нели еден ден да ги завршиме, односно да не ни биде ставено вето. Лидерот на СДСМ Венко Филипче по пораките од Тиват кажа дека власта сега нема повеќе изговори според нив за блокирање на европскиот пат. Тие се уште стојат на ставот дека францускиот предлог бил добро решение. Меѓутоа, од друга страна, за да одиме напред, потребно е политички консензус внатре. Колку е можно да се постигне политички консензус? Нас во разговори со амбасадори, во разговори со представници од Европската унија, со луѓе што се упатени во приликите овде, затоа што не секаде нели ги знаат домашните прилики во Македонија. Нас постојано ни се потенцира тоа дека вашиот клучен проблем е што вие немате единствен став по прашањето за уставните измени. И дека ја посочуваат опозицијата постојано, која едноставно смета поинаку дека со усвојување на уставните измени нас ќе ни бидат широм отворени портите на Европа. Така што тоа останува клучно прашање кој што нас ни прави проблеми во Европа и за тоа апелираме постојано, но гледаме дека од другата страна не сакаат тоа да го прифатат. Веројатно одработувајќи или за своите, да ги спасат своите кариери на некој начин во таа партија, или можеби во некое по-лудо сценарио за некакви интереси на Софија, во што не би сакал да верувам. Но познавајќи го односот кон ова прашање на ова раководство на СДС, јас знам дека најголем дел од членството на поддржувачите на СДСМ не го сметаат тоа. Таа партија беше и државотворна, таа партија имаше и има и денеска некои прваци политички кои што сметаат поинаку, но се доведовме во ситуација по ЗАЕФ и тоа што го подпиша. Значи се работи за два договора, и за Преспанскиот, меѓутоа и за овој со Република Бугарија договорот за добрососедство, каде што дозволија идентитетски прашања да бидат фактички основа за наше напредување кон европски и евроатлански интеграции. Сметам дека таму многу тешко ќе се постигне национален консензус. Јас би сакал овие понуди што сега ќе ги има од Европската унија да значат некаков тип шанса и за опозицијата, но и некаков тип на признание, затоа што имавме неколку личности од Европа кои што меѓу другото и господинот Кошта тоа го кажа среде Софија, но и неколку министри од странство, господинот Пленковиќ кажа дека исто во едно интервју дека е разумно Македонија да бара дополнителни гаранции во контекст на нашето евроинтегрирање, дека нема да имаме никаква пречка и останува едноставно да го прифати тоа македонската опозиција. Не може цела Европа да вели да, вие сте во право, на ваша страна сме. Направете ги уставните измени и ќе ви помогнеме и така натаму во контекст на билатералните прашања. Единствено македонската опозиција да вели, ма нема ништо, никаков друг проблем освен уставните измени. Мислам дека е тоа апсурдно и очекувам да ја увидат својата грешка и да во иднина навистина ни се да изградиме еден национален политички консензус кој што ќе значи ако имате што посилна позиција дома, вашите позиции надвор ќе бидат посилни. И во секој случај и Софија ќе разбере, вака Софија нема причина едноставно да направи никаква отстапка.
а не се работи за отстапки, се работи за почитување на основни човекови права. Од пресудите од Страсбур за регистрирање на македонски здруженија, до тоа дека навистина не можете вие со прашања од средниот век, па ако сакате и од 19-тиот седно, да спречувате една земја да напредува во евроинтегративниот пат, сакајќи при тоа да го смените нејзиниот идентитет, историски идентитет. Знаете, приказната СДСМ што ја шири, никој нас не може да ни го смени идентитетот. Па да, Бугарија не вели дека сакаме вас сега да ве смениме што сте македонци, тоа никој не може да ни го направи, но сакаме да интервенираме во вашата историја, во вашите учебници, во вашите споменици, во се што е некакво историско наследство на револуционерната македонска организација. Да не зборуваме дека веќе ние прифативме со првиот протокол за цар Самуил, дека иако тоа не е научна теза дека е бугарски цар, ние тоа го прифативме. Јас не се сомневам дека утре било која власт на СДСМ ќе почне да ги прифаќа ултиматумите од Софија, знаеме како функционира историската комисија, само и само за да рече дека еве, одиме напред кон Европската унија и ги исполнуваме бугарските ултиматуми. Македонија првпат од осамостојувањето беше избрана за членка на Економскиот и социјален совет на Обединетите нации, ЕКОСОК, за периодот 2027-2029. Што ќе значи ова за државава? Се работи за еден навистина голем дипломатски успех. Македонија била претходно и во други институции односно организации на Обединетите нации, како што е Советот за човекови права. Но ова е Економско-социјалниот совет како членка од 2027 до 2029 година, една од 6 источноевропски земји ќе биде во овој дел и успеа да стане членка со 174 гласа во Обединетите нации. Таква силна поддршка навистина досега не е забележана, не велам за ниту една земја, меѓутоа за мала земја како Македонија, која што има да речеме нерешени некакви прашања со своите соседи и така натаму, но очигледно дека има силна меѓународна поддршка. Тоа значи дека ние во мултилатералата успеваме да добиеме поддршка од сите структури, и од земјите на така наречениот глобален југ, значи и од земјите на Европа, и од земјите од Азија. Едноставно Македонија има пријатели. Тоа е еден многу добар сигнал. Второ, голема шанса во Економско-социјалниот совет, каде што се разгледуваат прашања, денес знаеме дека економијата меѓу другото станува важна на глобално ниво и од аспект на енергетските кризи, меѓутоа исто така и од аспект и од социјален аспект. Знаеме дека секаде стандардот на граѓаните поради војните, поради вложувањата во воената индустрија и така натаму се намалува. Така што ова тело во Обединетите нации, иако некој може да каже дека Обединетите нации се маргинализираат како институција, ние како мала земја сакаме да инвестираме во мултилатерализмот, затоа што интересите на големите сили најлесно се фактички решаваат и се спротивставуваат на масата на Обединетите нации. Сакаме да се врати во фокусот Обединетите нации како меѓународна институција која што го гарантира мирот, меѓутоа не само мирот. Тие се многу важни за климатските промени, многу важни се за социјалните прашања, многу важни се за прашања на човековите права. Човековите права се дел исто така од овој Економско-социјален совет и сметаме дека Македонија како земја која што очигледно има проблеми не со човековите права во сопствената земја, туку на своите сограѓани во соседството, дека ваков тип на институции можат многу да помогнат во агитирање за македонската кауза, за она што ние го бараме, но исто така и докажува дека ние сме партнер во меѓународната заедница и во мултилатералата на кој што може да му се верува. Премиерот најави реконструкција на владата во втората половина на јуни. Дали вие како коалицијски партнер учествувате во разговорите и дали очекувате некои поместувања во таа реконструкција? Премиерот е
негово право е и тоа е навистина еве по 2 години по изборите чувствува потреба дека има потреба дека треба да направи реконструкција на владата и не само на владата, туку и на други институции што работат во системот на владата и на државата. Тоа е негово право, меѓутоа претпоставувам и потреба штом тој така чувствува. Ние како политичка партија Демократски сојуз учествуваме со скромен број на фактички раководители во владените институции и очекуваме да ги чуеме аргументите на премиерот. Се разбира ќе имаме состаноци и разговори, се уште не почнале тие. Очекуваме да ги чуеме неговите аргументи, дали има тој навистина некаква намера и за наши можеби представници во власта, но и за другите политички партии. Знаеме дека дојде до окрупнување на партиите во албанскиот блок и дека таму има некакви раздвижувања што сигурно ќе наложи некакви промени во владата, но велам, тоа е негово право и се надевам дека тоа ќе биде и во контекст на засилените реформи што треба да ги правиме. Ако навистина има некои ресори што не ја вршат добро својата улога, ние како политички партнери имаме своји предлози, имаме пред се предлози во делот на засилување на судските реформи и на реформите во веќе има реформи во обвинителството, законите се тука некаде, кривичниот законник треба нов да се донесе до крајот на годината, колку што сум информиран, но имаме собствени предлози за реформи во антикорупцијските мерки и закони. Имаме комплетен дизајн на антикорупцијски мерки направено, така што ќе се обидеме да влијаеме што повеќе во иднина и новата и реконструирана влада да едноставно да работи повеќе за граѓаните, за подобрување на животниот стандард, меѓутоа и за наше евроинтегрирање. Господине Димитровски, ви благодарам за интервјуто. Благодарам и јас.